Ако светот може да се раскаже, според тоа може и да се разбере. Способноста на Ташевски Емил да раскажува спонтано и шармантно го изложува нашиот микросвет на постоењето на други верзии. Па така тој, како долгогодишен колумнист, совршено се вклопува во кумановскиот нараториум. Навива за животните ритмови, чита вистински фабули, сака ред и конкретни решенија за текот на оваа приказна од брдовитиот ни Балкан. Црвена звезда не е само клуб. Црвена звезда е традиција, Црвена звезда е бренд, Црвена звезда е ентузијазам. Оно што го е створило куде мене за да улегну у црвено-белу фамилија. Црвено-бела фамилија е огромна, милионска. Многу луѓе од Балкан навива за Црвена звезду. Огромен број различити етникуми навива за Црвена звезду. Оно што сум посебно поносен ја е тој што до неја сам го Црвена звезду мој град. Како сам го до неја Црвена звезду? До неја сам го со тој што 2012 година у разговор с Небојшо Човиќ и Давор Аристовиќа организирамо пријателски натпревар с кошаркарски клуб Куманово и тој беше еден празник на град у Куманово. За пуно звездаши, не само за кумановци што навивав за Куманово, него и за звездаши. 2 години поред ја у релација с фудбалски клуб Црвена звезда, како Нина Логистика овдек, организира еден хепенинг на градски плаштад у Куманово с пехари освоени од Куп на Србију, првенство на Србију и најдраг пехар на сви звездаши, што сам поносен и ја и сви звездаши у Куманово, пехар од Бари 91. Исто такој, у координација с фудбалски клуб, и ја како Нина Логистика овдека, и не само ја, него многу ентузијасти од Куманово кои ми помогнето, ништо не само га е сам да направи овдека. Имам организирано водење на 11 автобуса на фудбалску утакмица у Београд с дечиња што тренира фудбал и нини ментори, односно тренери. Како логистика на женски фудбалски клуб Црвена звезда, нино гостовање овдека у Куманово. Имам организирано нин смештај, водење на и онакој малко места што имав да ги посетив у Куманово. Овие работи не су лаки за организација. Тој треба добра логистика, многу одвоено време од свое семејство. Сви овие работи се прави с работу, с ред и с упорност. Ниједна од овие работи не е лак. Ниједна од овие работи не се прави со статус на социјални мрежи. Тражив упорност, работу и ред. Црвена звезда ме научи на лојалност, организација ме научи на одговорност. Куманово га заслужува и едно и друго. Дупки у Куманово се шарени с плаво и с црно за сега да го право ја ово интервју. Али црвена боја не е за дупки. А тој што има црвено у бое на биро и ред у Куманово, тоа е само за тој што треба он да е порепрезентативен у представљање кај ќе биде градоначалник на ред у Куманово. Горски венац не е само книжевно дело. Ја гледам на njega како едну рамку за како треба да изгледа денешња политика. Горски венац исто тако не е само роман у стихови. Горски венац е филозофска расправа за власт, одговорност, част, образ, што у денешње време га нема. Куденјеговша власт не е привилегија. Она е товар што тражи морал, жртву и одговорност. Дел од стихови Горски венац не би сакаја да рецитирам, пошто сам слаб у рецитирање. Кажував на едну појаву на оној кој е на рит највисоко, он има најголема одговорност. Куде нас, кој е од политичари, кој е на рит највисоко, он го употребува за правење на селфи и да искочи подобра фотографија. У овој време на обеќање и морал у наводници, негош единица мерка на коju треба да се гледав денешни политичари. За жал, денешни политичари негоше не га гледав како мислител и поет. Они га гледав како маркетинг. Преко негошко пршото, без обзира што тој не е поврзано с njega лично, него с негово село кој е роден. Од духовна височина од njega правимо гастрономски слоган. Што не направи со овие 35 години? Да тој част и образ не е категорија повисока од живот.
него да го денешни политичари гледав како луксус. Не се мешам во политику, тој кога нас бидна национален спорт. Неутрален можеш да бидеш за фудбал ако искочиш на кафе, али за правду и неправду не можеш да бидеш неутрален. Ако некој те лже дека си неутрален, така само се одлучија дека не ти е гајле. Денеска се сви над политику наводници, затоа политика ни се обива од глава. А најсмешни се оние што викав дека у Швајцарско и Шведско не ги знаев како ги се вика председател. А излазност у Шведско е 80%, у Германија е 75%. Ако денес замислите, имамо советници што се дел од Советна општина Куманово, кои се изберени у прв круг на локални избори и кои у друг круг на локални избори не се искочиле затоа што не се работи за нину задницу. Замислите го тој поруку. Функција може, а принцип ако најду време. Народ због овакви политичари треба да искочи и да гласа, а не да вика ќе си сијат у дома и да чека друг да му го одлучи судбина. И после викамо зашто ништо не се менја. Не се менја затоа што неутралност не е доблест. Неутралност е удобност, удобност која служи само на оние што имав моќ. Можеш да бидеш разочаран, можеш да бидеш бесен, можеш да викаш си су исти. Ама ако не искочиш на избори, ти му правиш само добро на нога лошога. Знаете го но и старо. Ако не се бавиш с политику, политика ќе се бави с тебе. Али тој нема да ви донесе ред, експедитивност и дел.